Почитуван амбасадор на Руската Федерација во Република Северна Македонија, Ваша Екселенција, господин Сергей Александрович Лазникин, почитуван председател на Македонско-Руската стопанска комора, господин Ѓорѓе Тика, почитуван директор на Македонско-Руската стопанска комора, господин Дејан Пишулиев, почитуван почетен конзул на Руската Федерација, професор доктор Велимир Стојковски, почитувани представници на амбасадата, на министерствата, особено назначените членките на Македонско-Руската стопанска комора како најбитни чинители во целокупните овие процеси, почитувани представници на медиумите, благодарам што денеска сте тука со нас, почитувани останати присутни. Благодарам на поканата и ми представува особена чест што присуствувам денеска на оваа деловна средба околу 14 години од постоењето на Македонско-Руската стопанска комора, насловена со тема иднината на економската соработка со Руската Федерација. Мислам дека особено значен период и време се одржува истата и заради тоа навистина е на големо задоволство. Руската Федерација е значен трговски партнер на Република Северна Македонија, затоа сметам дека ова денешна деловна средба е добра можност да разговараме за сегашната, но и за идните чекори, кои што треба да ги преземеме за зголемување на нашата трговска размена и искористување на потенцијалот на двете земји. Би сакал да потенцирам дека интензивирањето на економската и секторна соработка ќе биде централна тема на наредната седница на меѓувладината комисија за трговско-економска и научно-техничка соработка помеѓу двете земји, на која што сум ко-председател од македонска страна, а која што наскоро ќе се одржи овде во Скопје, односно во 2019. Мислам дека ќе се согласи и амбасадорот дека заложбите на двете земји се насочени кон одржување на традиционално пријателски односи, мислен активен диалог и со тоа темпо ќе продолжиме и во иднина. Тука би сакал да изразам голема благодарност до Руската Федерација, на вашиот председател за признавањето на новото уставно име на нашата земја, Република Северна Македонија, која што нота беше предадена пред само една недела во Скопје на председателот на влада. Оваа прилика е корисна повторно да кажем дека извозот на македонските земјоделско-прехранени производи во Руската Федерација се одвива непречено, не постои никаков застој при влез во Руската Федерација на македонските камиони. Извозот на нашите производи во Русија бележи континуиран пораст во изминатите неколку години, а носички производи се овошјето, зеленчукот и цигарите. Во првите месеци од оваа година, според податоците на Државниот завод за статистика, е регистрирано зголемување на целокупниот извоз за 41%, а кај земјоделско-прехранените производи само во јануари 2019, споредбено со јануари 2018, зголемувањето на трговската размена, односно зголемувањето на извозот на нашите производи е за 90% зголем. И тоа пред се дължи на извозот на јаболки во целокупниот овој период. Затоа Министерството за земјоделство, шуmarство и водостопанство ќе продолжи поддршката на македонските компании за промоција на нашите производи на рускиот пазар преку поддршката за нивен настап на најголемите сајми во Москва, како што се Продекспо и Светот на храната. Воедно, Министерството го финансира и Македонскиот дом во Москва, кој што го посетивме во претходниот период со вкупна финансиска поддршка од околу 150.000 евра. Овој дом е важен не само од аспект на промоцијата на нашите производи, туку и за поврзување на македонските компании со руските и компаниите од другите земји. Паралелно ќе работиме и на зголемување на асортиментот на македонските производи, за кои што има интерес на рускиот пазар, како што се македонските вина и млечни производи. Сакам да искористам оваа прилика да ја истакнем успешната и активна соработка во целиот овој период со Македонско-Руската стопанска комора, со која заеднички го планираме и реализираме пласманот на нашите производи на рускиот пазар и која представува важен посредник во поврзувањето на бизнис субјектите од двете земји. А бројот на реализираните нови договори меѓу фирмите во двете земји го потврдуваат исто. Мене ми е особено драго што успеавме да реафирмираме работата на меѓувладината комисија
Комисија за трговско, економска и научно-техничка соработка помеѓу Република Северна Македонија и Руската Федерација, во која земјоделството представува значаен сегмент во разговорите помеѓу владите на двете земји. Оваа комисија нема одржано состанок, односно се нема состанато од 2014 година. Затоа може да кажам дека во средбата која што имаше амбасадорот, минатиот премиер и со председателот на владата, веќе се дадени насоки од премиерот за итно свикување на оваа меѓувладина комисија и јас како председател и Лидија Челиковска како секретар во овој период ќе направиме сите напори да во најкус временски период во месеците што следат бидат подготвени сите материјали, бидат утврдени сите теми, бидат дефинирани приоритетите на двете земји за кои што треба да се разговара и оваа меѓувладина комисија ќе се одржи последните неколку месеци во Скопје. Како што потенцираше и директорот на комората, и ние сакаме да бидеме еден успешен пример по кој што ќе ја реализираме и нашата интеграција, нашите стратешки цели, но од особено значење за нас и за нашата земја е зголемувањето на економската севкупна соработка со Руската Федерација и навистина ќе дадеме значаен акцент и фокус во тој правец. Меѓувладината комисија, амбасадор е еден вистински инструмент со кој што ќе покажеме и докажеме дека по 5 години навистина сме спремни и двете земји да одржиме овој состанок кој што ќе продуцира конкретни идеи, проекти, ќе зголеми соработката, ќе изголеми бројот на договорите, на идеите, на можностите и потенцијалот кој што постои помеѓу овие две земји. Како ко-председател на оваа комисија е еден од клучните приоритети на Министерството во периодот што следи е токму организацијата и ова свикување и организирање и одржување на меѓувладината комисија овде во нашата земја. За крај го честитам јубилејот на Македонско-руската стопанска комора, овој 14 годишен јубилеј, со која ќе ја негуваме и во иднина одличната соработка која што имавме и во претходниот период и го сакувам уште многу јубилеи и успеси и на комората, а особено на членките на комората, заради тоа што тоа е потврда на успехот и резултатите и на посветеността на сите, кога токму членките на комората ќе работат на заеднување на сите овие економски односи, кога ќе ги видиме резултатите и збројки во периодот што следи. Јас сум убеден да повторам дека паралелно со сите процеси во државата ќе се одвива една засилена економска соработка и со Руската Федерација и ни е чест и задоволство што сме дел токму од овие процеси кои што ќе следат. Благодарам и нека ве честит јубилејот.